најглупиот виц во историјата на вицовите. 2 грама мозок немаш. Здраво живо народе! Добре дојдовте во првата виц битка во Македонија. Денешен мој гостин или мој противник е човекот кој што кога ќе го видите на телевизија, нешто од тука ве тера да извикате еве вака! Не треба да изгледа еден актер. За Стефанче, реално мислам дека многу подобро ќе му одеше во животот доколку се занимаваше со сумоборење. Човекот кој што кога ќе го видите на прва ќе мислите дека е вамбрачно дете на Тијана Дапчевич и Роберт Саздов. Иначе Стефанче, ние го најдовме, мене ми го предложија, да не речам, ние го пробивме. Тино Костадиновски. Човекот кој што за да заврши и да добие диплома, не требаше да знае да глуми, туку да брои до 2000 евра. Искрено ви кажам, дечки кога ми го предложија, дојдов во Велес да го барам и го најдов под мостот и јадеше. Тино Костадиновски, што и во Моцарт паѓа на ливче. После тоа го земав, му викам дојди ќе те носиме у Скопје, ние ќе те направиме човек. Тино Костадиновски, човекот кој што и од Бейкин Бред кога ќе излезе изгледа неухрането. Гостев кај мене у стан, ја излегов до продавничка да земам нешто и кога се вратив луѓе. Тино Костадиновски кога ќе му кажеш да отиде до Нептун да си купи нов компјутер, ти вика брату, не те разбирам, ја не знам ништо за планетите и астрологија. Од ВЦ слушам. Отварам врата, од шолјата фрла вода и вика извор. И ја пие водата. Тино Костадиновски што кога ти му речеш нарачај си од ананас, он му звони на Атанас и му вика може ли 2 лежалки. Кога би си играл утакмица Стефан Николовски против цела пита Бурек, би играл Кецу Кец. Моцарт. Виц битката има многу едноставни правила кои што нема да ви ги кажам затоа што сами ќе ги сватите. Играме до 3. Противникот не смее да се насмее. Нека победи посмешниот. Ајде акција. Нема правила. Нема почнува, значи готово. Кои се правилата? Нема правила. Не смееш да се насмееш дека ја ти кажам. Нема правила. Може? Насмеење со завди, со ова, со она или... Ако те слушнам или видам да тргнеш да се смееш толку ти. Добро. И што треба у очи да се гледам? У очи се гледам. Ајде. И јас дека кажам виц можам да се смеам. Ти? Ја не смеам. Да. Ајде. Си бил еден ром. И си живеел на село и чувал свињи. И едно сабајле му упаѓаат у шталава луѓе у жолто. Сите облечени. И влегуваат унатре и инспекција му вика. Каде фика се инспекција? Ајде вика и ми отвара шталот. Карактерот паѓам не на вицот, брат, не. Дочекај го, ајде. Ајде, кажи, добре изгубив да кажи. Со што ги раниш, вика ти, вакво свињиве? А вика, со што ќе ранам? Ништо, со трици, вика, со јачме со трици. Ние сме, вика, задруга, вика, за заштита на животни, срам, нели ти, толку нечовечки да ги раниш, вика, бам, 500 евра казна. По 2 дена му влегуваат луѓе у Портокалово. Здраво, вика инспекција. Падали инспекција. Вика, шо, добро, вика. Со шо ги раниш, вика, ти свињите? Не ги раниш. Вика, не. Им дам, вика, од дома, вика, шо имам сарма, вика, чоколадо, вика, шо ќе остане? Како не ти е срам, бе, вика, народ нема лев да јаде, ти им даш чоколада на свите. 1000 евра казна, вика, ние сме удрога, вика, за заштита. И третиот, последниот ден му влегуваат луѓе у црно. Инспекција, вика, пале. Со што ги раниш, вика, свињиве? Да ти кажам право, им дам по една стотка да си купаш у сака.
Твоите се сопента, моите се глупи многу, брат. Добро е, много беше паметен овој. Ајде. Полноќ. Гробишта. Гранка сува. Лечи се, бе. Ајде го јаде. Гранка сува. 2 гаврани седат. Тишина, ништо не се слуша. 4 сати звук, че нема. Седат на гранката гавраните. И едниот бреј. И другиот. Ти ми извади од памет. Брат, не се да има пок на комедијата, сега кога ќе се каже вако вистрелам, викаме прости Прости очи. што му да пога на уста го изговори ова. Си седат две баби на кафе. Едната и вика на другата: Цвето, шо ми смрдима тука вака на умбрено? Цвето, ма! Тоа нема заби, ако се рачуна тоа. Кој нема заби? Немаше заби. Ај, кој нема заби, уште се смее. Само напред. Шо преј Саша Матич на брод? Чека автобус. Се насмеа. Не се насмеа. Не се насмеа. Немаш зап покажано. Не се насмеа. Дај му вар, бе, дај му вар. Дај му, абе, нема, не се, зап не покажа. Ајде, стоп. Кат, вар. Ај. Значи, ваму ти Него ти мрда устето. Абе, кој? Му мрда устето, гледа го, ти се Немам тресе. зап, судија не. Ежи ја вика не се насмеа, не се насмеа. Немам зап. Значи, немам зап. Добро. Абе, ти рече заби да се Добро. покажат. Твое правило. Дека ми пропадна челенџот, немам више варови, толку еден вар имаме забарен. Двајца роми спремаат испит по физика. Идат на испита, ви влегува првиот. Најло се вика првиот. Вика, тоа е професор. Спремен ли си, Најло? Да, вика, учи. Това цела ноќ. Слушај се, вака, Најло. Се возиш во воз. Добро. Арно, ама во купето наједноставно е многу жешко. Што ќе направиш? Па, ако жешко, ќе го отварам. Чао, ќе го прозорец. Браво, викам. Знаеш колку логично размислуваш, Најло. Сега вака, возот се движи со 80 км на саат. Надвор дува јужен ветер 5 км на саат. Надвор е 50 целзиусови степени, внатре во купето е 40 целзиусови степени. Возот во купето има 10 квадрати, џамот е 1,3. За колку време ќе се проветри? Паѓа испит, Најло излегува надвор разочаран. Му кажува на Мајло, вака и вака, готово. Влегува Мајло спремен. Добар ден, вика, спремен ли сте, колега? Да, се спремав, супер се. Слушај се, вака му, ке се возиш во воз и наједноставно е жешко, што ќе направиш? Ќе го совлечам палтото. Добро, викам, супер е тоа, Мајло, ама друго нешто логично што ќе направиш. Многу е жешко. Нагоре е гол скроз, ќе се совлечам. Абе, добро, Мајло, ама 50 степени во купето. Ќе ги совлечам и играките цел гол ќе седам унатре. Ама, Мајло, 100 степени унатре и карши тебе седи црнец со надрвен Значи, што ќе направиш? Професоре, нека ме стопат и ја џамот не го отварам. Издржав. Стопи масата. Издржав. Ја стопи масата. Ми се рачуна. Како математичар србин, мува девојка. Математичар србин. Деци мала,
Од сите можни варијанти што ми се врте у главата, деци мала рече. Ќе го удрам со микрофонот ти кажам. Поплава има у една зграда. И се полнат прв, втор, трет спрат, а на четвртиот спрат стои една жена, плаче со бебе. И плаче и гледа што да прави со бебето и доле се појавува Петар Чех. Петар Чех го знаеш кој е? Се појавува доле Петар Чех. Громанот. И вика оттаму, фрли го бебето! Јој, ама како да го фрлам ја, како? Абе, фрли го, јас сум Петар Чех, голманот на Челси, бе, ало, нормално ли си? Фрли го, ќе го фатам. Ама ќе го фатиш ли стварно? Абе, ќе го фатам, нормално ли си? Ја, Петар Чех сум ја, будало. Значи, бранам, знаеш колку имам брането, сите пенали ги имам фатено. Јас сум Петар Чех, фрли го, ко ти викам. И ова, мисли шо да прави. Нема више четврт, трет спа, готово, више се полни, тоа, нема шо да прави. И гајде, вика, тоа е, тоа, му го фрла на Петар Чех и Петар Чех. Го чека и го фаќа. Не мрдам, су в Антарктикот. Моја, така. Твоја. Еден прст од мен. Не. Колку глупи вици. Значи да направам топ листа на најглупи вицеви, не знам кој е прв, кој е втор, кој е трет. Кај си бе ти, но добар ли си шујмано? Како си? Бега сега, најглупиот виц во историјата на вицовите. Не те гледам у очи, ај. Старе, не, ќе ме гледаш. У вода. Две риби пливаат. И пливаат. И од позади ќе удира првата. Бам! И првата се врти и прави. И продолжува. Продолжуваат, па пливаат. Па ја удира од позади првата и се врти, па и прави. Фаца, видимо! Ја удира трет пат. И првата риба преку глава и е више и се врти и прави. Пасовите крчат, те многу е гужва. Не кеш да си сама, сакам да си тука. Познат ни е стилот, зрееме ко вино. Надпросечни како ата на ситино. Не ни е од кино, мало ни е филмот. Не само на стори, нашиот на билборд. Сакам одма итно од твоите облини. Кој сладките на сладкар, шекер да ме смири. А твојот шарм прави да бидам пијан од љубов.